Со ребаланс на буџетот скратени се над 2 милиарди денари пари наменети за образование, скратене Кембридж, скратена изградба на спортски сали, тениски игралишта, зградата на Финки, да не зборуваме за милиони кои што беа планирани за студентските домови и така натаму. Од Министерството за образование велат дека овие кратења се на непродуктивни ставки. Што мислите вие? Така е, како што кажавте, скратени се или има обид да бидат скратени во последниот ребаланс на буџетот над 2 милиарди денари или над 20 милиони евра. Би искоментирал дека е типично за владењето на СДСМ. Јас мислам дека средствата бија алоцирани на ставки во буџетот што силно ќе им помогнат на младите луѓе да го засилат својот стандард, да го засилиме образованието и да го дигнеме на едни повисоки рамки отколку што беше до сега. СДСМ вика дека тоа е непродуктивно. Јас мислам дека ако средства кои што се предвидени за изградба на нови студентски домови, на нови факултети, за поддршка на учениците, дали во основното, средното или во високото образование се непродуктивни трошења, тогаш навистина не сакам да коментирам што е продуктивно. Можеме да забележиме дека во обидот за кратење на средствата во буџетот се скратени средства кои што СДСМ и tekako ги спомнуваше во кампањата и ветуваше дека образованието ќе биде еден од нивните столбови на наредното функционирање. Обвинуваа дека ВМРО ДПМН не обрнува доволно внимание, не алоцира доволно средства. Можеме да видиме дека сега со импозантна бројка од 2 милиарди денари го мислат тотално спротивното, дека всушност ние сме вложувале во образованието и сме правеле капитални инвестиции, а они имаат намера да ги алоцираат во некои други ставки какви што се привремени вработувања. Морам да нагласам дека во сите државни универзитети има скратување освен во еден, дека нормално вака интересна е бројката за скратувањето на средствата за универзитетот Дамјан Груев, каде што од 51 милион денар доаѓа до 0 денари. Скратени се околу 116 милиони денари за изградба на спортски сали во средните и во основните училишта. Скратени се 155 милиони денари за изградба на нови студентски домови. Тоа доволно кажува колку СДСМ ќе биде фокусиран на образованието и што всушност СДСМ мисли за младите луѓе и за образовните политики. Она што е интересно во целата оваа ситуација е дека они имаат пратеник во собранието кој што беше дел од студентскиот пленум, а гледаме дека 20 милиони евра или 2 милиарди денари не се доволна причина за тој пратеник како представник на студентскиот пленум излезе и даде амандман или да кажам, изреагира на целата оваа погубна политика според нас за образованието во Република Македонија. Се укина и екстерното тестирање. Како ова ќе влијае на образованието и дали ќе биде удар врз учениците? Секако дека ќе биде удар, заради тоа што ние кога ја имплементиравме оваа програма, ние како Унија на млади сили бевме во контакт со многу млади луѓе. Еден од мотивите за оваа програма беше да се валворизира знаењето на учениците и да се цени реално колку знае ученикот, таа оценка да ја доби. Да нема протекции, да нема добивање оценки заради тоа што некој познава некого, туку тој колку што научил, толку да му биде вреднувано и валворизирано во аспект на оценката неговото знаење. Тука се поставува едно интересно прашање во програмата, тоест во страницата 26 во нивната нова програма за влада на Република Македонија што ја представија пред собранието, пишува дека они ќе го укинат екстерното тестирање, но меѓутоа ќе воведат еволутивно тестирање со променет вид и некои додавки што според нив сметаат дека треба да бидат во ред. Тоа значи дека тестирање ќе има, но меѓутоа ќе биде сменет видот. Другата работа што се поставува сериозно прашање, зошто СДСМ и што им иде на нив во прилог и во корист да учениците не бидат тестирани согласно тоа што го учеле и да не биде знаењето валворизирано на начин што треба да биде валворизирано. Ја проследив дебатата помеѓу сегашната министерка и поранешниот министер, имаше тука еден импозантен податок дека од кога е воведено екстерното тестирање ниту еден наставник не бил казнет и дека родителите се задоволни од оваа мерка, бидејќи ние како политичка партија разговаравме со младите луѓе, ги знаеме нивните мотиви и бевме свесни дека можеби некогаш ќе треба да превземеме некој проект што е непопуларен, што моментално може ќе загубиме некој политички поен, но меѓутоа на долга стаза ќе не донесе како земја и како млади луѓе многу силна конкурентска предност во однос на нашите конкуренти и во земјите во регионот, но меѓутоа и во Европа и пошироко. Пред изборите СДСМ ветуваше подобри услови за студентите, подобра образовна инфраструктура. Сега ВМРО ДПМН обвинува дека откако дојдоа на власт дека ги заборавија ветувањата. Како го коментирате? Тоа е апсолутно точно. Заради тоа што да ги реализирате вие ветувањата на младите луѓе потребно е многу труд.
Прво е потребно убаво да ги анализирате проблемите, убаво да ги лоцирате, да ги обработите убаво од експертски тимови и да ги да ги институционализирате и администрирате онаму каде што се потребни. Од кога дојдоа на власт поминаа 40 на денови, а видовме дека за младите луѓе освен на антимерка на укинување апсолутно ништо друго не е направено. Како што кажав, да ветувате вие дека ќе изградите студентски град, тоест два студентски кампуси, да скратите 155 милиони денари од буџетот, е јасен показател какви ви се на вас политиките. Ние можевме да видиме дека во целата онаа кампања и во целата предкампања, целиот тој период и во собранието, нивниот претседател на нивната младина, но меѓутоа и во нивните политики јасно беше увидено дека образованието е ставен како центар на нивните критикувања. Дојдоа на власт и заборавија дека се опозиција на власт. Кога сме ние опозиција на опозиција, можеме да критикуваме и да поставуваме прашања, но меѓутоа од аспект на власта ние мора да дадеме одговор на тие прашања. А од прашања има многу, одговорите гледаме дека се почесто и почесто изостануваат. Апсолутно сметам дека не е мерка да скратите вие толку многу пари од сите државни универзитети. Да скратите 75 милиони денари за изградба на факултетот ФИНКИ и ФФК. Сметам дека е комплетна антимерка да скратите 2 милиарди денари, а особено 12,5 милиони денари од ставката млади во целиот буџет на Република Македонија. Но меѓутоа, во целите овие антимерки веројатно најдоа средства 9 милиони денари за посебни советници на премиерот Заев и да го провладизираат целиот невладин сектор, кој што верувам дека силен дел од нив и голем дел од нив беше против образовните политики што ги води ВМРО ДПМН. Сега, прашањето што се поставува тука е ако во првиот ребаланс на буџетот во првата година скратија 2 милиарди денари, дали ако останат цел мандат 4 години ќе скратат 8 милиарди денари или дали ќе се скратат над 80 милиони евра за образованието во можниот 4 годишен мандат на СДС. Да се надоврземе на ова, што ВМРО ДПМН направи за образованието додека беше на власт? ВМРО ДПМН направи навистина многу, заради тоа што кога дојдовме на власт во 2006 година, сметам дека тогашниот буџет беше 13 милиарди денари, а сега е 25 милиарди денари, односно целосно зголемување за 86% на на буџетот на ставката образование. Друго, отворивме 3 нови универзитети, комплетно нови, за народот да може да се образува, за образованието да биде еднакво и достапно за сите. Комплетно нови и ги обновивме, тоест ги отворивме и ги опремивме 80 лаборатории, каде што може да служат за различни истражувања на универзитетите, каде што ќе може да станат и покомпетентни. 32 нови факултети, отворивме навистина можам да кажам околу 268 објекти за спорт кои што се користат и за спортски, но меѓутоа и за образовни намени. Ја намаливме партиципацијата. Направивме над 40 нови видови на стипендии, кои што учениците можат да ги аплицираат, да ги користат и кои што доста ќе помогнат во нивниот буџет. И сметам дека еден од поважните проекти што ние го остваривме, а што они сакаат да го укинат и без и онака доста вака интересен е дисперзираните студии. Ние отворивме дисперзирани студии во преку 16 градови и можам да кажам над 30 на модули на студии каде што учениците и студентите од различни краеви на Македонија без при тоа да имаат дополнителни издатоци ќе може да пристапат на факултетот, да се образуваат и да имаат еднаква шанса за трката во животот со сите други ученици и сите други млади луѓе во републиката. Важно е да се напомене дека изградивме 74 комплетно нови основни и средни училишта, а реконструиравме преку 400 училишта на нивото на Република Македонија. Сакам да кажам дека ние без разлика на која позиција се наоѓаме и понатака ќе продолжиме да се содруваме со проблемите на младите луѓе, заради тоа што младите луѓе бараат и се категорија која што бараат доста труд, бараат доста трпение, но меѓутоа како категорија заслужуваат највеќе заради тоа што тие се иднината на нашата држава. Унијата на млади сили како подмладок е тука и е со младите луѓе во клучните моменти на нашата држава и во самостојувањето и во тешките транзициони периоди во 90-тите години, така ќе биде и сега. Ние ќе бидеме конструктивни во тие барања, силно ќе се залагаме за нивните потреби и за нивните проблеми и ќе дадеме се од нас како и досега да ги решиме.